Добар ден, почитувани слушатели и гледачи на Радио Пела, на емисијата Спортски журнал. Секој понеделник и секој петок во истото време, некаде по 11 часот, зборуваме за спортот и тоа за спортистите и спортските клубови, претежно од Прилеп и Прилепско, кои се надпреваруваат на домашна и меѓународна сцена. И денеска планираме некаде 60 на минути, еден час да издвоиме за спортот. Прво имаме гости, и тоа се двајца млади спортисти тука во студиото, ќе водиме со нив разговор, потоа мала пауза, па потоа имаме уште еден гостин во студиото и на крајот третиот дел зборуваме за се она што беше изминатиот викенд во врска со останатите спортисти и спортови. Тука сме јас, Зоран Игески, тука е Николче Димески, мој соработник, спортски новинар и воедно и втора улога му е технички уредник, задолжен за техниката во студиото. И тука се нашите гости, меѓутоа да прашам Николче, дали ќе можат нашите слушатели и гледачи, како што е вообичајно, да се јавуваат со своји прашања, мислења, коментари и каде тоа ќе може да го направат? Да, на Facebook, на нашиот телефон, на Viber, секаде кај што сакате. Facebook, Viber се на располагање. Добро, значи од сега натаму ќе можат да поставуваат прашања, своји мислења, коментари во врска со нашите гости, но ако имаат и други некои размислувања во врска со она што не е тема на разговорот во студиото, можат слободно и да напишат и за фудбал, и за кошарка, и за ракомет, се она што ги интересира. Кај нас се е слободно, ништо не е ограничено, нели е така, Николче? Така е. Никогаш не било и никогаш нема ни да биде. Сега јас да ги представам нашите млади спортисти, гости во студиото. Тоа се Константин Костовски и Андреј Маџовски. Тие се членови на скоро формираниот велосипедски клуб Херој од Прилеп. Добар ден, добро дојдовте во студиото на Радио Пела. Чинам дека не ви е прв пат ова гостување. Добар ден и добар. Иако сте многу млади. Да, не е прв пат, имаме учествувано овде пред 5 години од прилика, не Тоа е многу одамна. Да, и од тогаш се надевам дека имаме многу повеќе што да кажеме и така. Кога сте имале тогаш да кажете Да, пред 5 години, тогаш сега по 5 години сигурно има многу настани што се случиле и подалечни, а сега и попресни, па ајде да зборуваме за нив. Сега најпресен настан мислам дека беше во Велес овој надпревар и дали сум во право? Да, во право сте, значи тоа се одржуваше пред 2 недели. Јас учествував на таа трка, таа е всушност сениорска трка, кој што Константин не може да учествува, тој е во пониската категорија. Тој имаш Константин 16 години, Да. а ти Маџовски 18. имаш 18 години. Значи, таму може, ако имаш наполнето 18 години. Да, од 18 нагоре. И како беше таму трката? Оваа трка беше... Од каде учествуваа? Имаше меѓународна трка беше, и од Бугарија имаше учесници, и од целокупната Македонија. Разни од Скопје, од... Ти беше Велес. сигурно од меѓу најмладите учесници Да. во сениорска конкуренција. И каква беше трката? Од Се каде до возеше каде? од излезот на Велес до Богомила и назад. Всушност таа беше... Тоа колку вртење. километри се во прашање? 87 километри беше трката. И како помина тука? Па- Кој беа најдобри, каде беше ти меѓу нив? Најдобрите беа од Колку Бугарија. учесници? Имаше 15 учесници во трката и јас... Значи 15 одбрани изгледа мала бројка, меѓутоа ако се Да. одбрани квалитетни Па во сениорската што се вика конкуренција, најхрабри, во сениорската конкуренција толку се возачи, во пониските категории има уште возачи. Јас бев 8 место на трката. тоа е значи во средината на Во средината, табелава. да. Тоа е добар резултат за тебе? Па би можел и подобро, ама не можам да натаму че чизвам подобри места во наредните трки.
И каква беше трката? Имаше некоја замисла ти, некоја тактика, некој совет од стручно лице, како да почнеш, како да продолжиш, како да завршиш? Бидејќи бев сам на трката, немав некоја тактика за да споделам со совозник. И всушност ја чував мојата енергија за да можам да излезам до крај. Важно беше да се извози. Да. До крај. За колку време беше? Па се заврши твоето трката возење? околу сат и 40 минути. Тоа е солидно како резултат. Па добро време, да. За 90 километри добро време, сат и 40 минути. Последна трка твоја на Константин која беше? Мојата последна трка беше во Полска, возев за унгарскиот Lotus Team, каде беа 4 етапи, 4 дена, секој ден трка. Вкупно беа 386 километри, мислам, од сите 4 дена. Секоја етапа си има засебен пласман, а потоа на крајот има целокупен пласман, каде тој што ќе победи како има најкратко време од сите 4 етапи, има генерален пласман каде добива жолта мајца и тој е уствари целокупен победник на трката. Ние како тим бевме пет возачи, бев јас, имавме возач од Унгарија, Романија, од Србија и еден возач од Словачка. Значи тие се сите во еден клуб? Да. Сите сте собрани таму? Да, во унгарскиот клуб. Само еден има унгарец? Да. Значи вие сте интернационален клуб? Да, интернационален, професионален клуб. На таа трка учествував за тој клуб бидејќи овие клубови кои се како нашиот велосипедски клуб Херој не може да учествуваат на тие трки, тоест УЦИ трки, тие се под Светската федерација, тие се професионално ниво. Значи, зошто не можат, бидејќи немаат доволен број на... Не, тие клубови имаат посебна лиценца и се во повисок ранг на клуб, за да може да учествуваат на тие трки кои се од таков карактер. И како помина трката таму става многу квалитетна, силна. Да, беше многу добра трка, имаше околу 190 учесници од цела Европа. Беа најдобрите јуниорски клубови на светот дојдени, сите развојни екипи на професионалните тимови. 190 учесници на стартот? Да. Па како тргна на стартот толку многу голем број? Тоа е група на возачи, спортот е тимски, секој тим си има одреден број на возачи, од кои секој воzač има посебна улога и секој тим има лидер кој треба да го постигне резултатот за клубот. Ние што не сме многу запознати со велосипедизмов, толку многу возачи на едно место на старт, како ги собра, како таа мешаница, како се снајдоа сите? Па, тоа е... Кај се најде толку простор? Тоа е посебна техника, возење во група. Или стартот е така поголемо место? Да, не, обично сепак 190 возачи се распределуваат, кој како стигне се реди на стартот. Се позиционира? Да, па потоа со текот на времето во трката се позиционираш се понапред и целта е да дојдеш што понапред во групата за да можеш да изреагираш во секоја ситуација ако некој пробува да избега така наречено. Колкава беше должината на оваа трка? Беа 4 дена, првиот ден беше 102 километри, вториот ден беше 92. Значи етапи се одела? Да, 4 етапи, вкупно беа 386 километри. Тоа се многу километри споредено со останатите трки? Да, во јуниорски трки се многу километри. Веќе од сениори имаме подолги трки, но за јуниорски трки ова е многу. Тоа е многу голем број на километри сепак. И како помина ти на оваа трка? Јас бидејќи возев за тимот Lotus Team, имав посебна задача. Од Унгарија, од кој град е? Да, од Печ, од Унгарија. Имав посебна задача, трката беше рамна, претежно во северот на Полска, во рамните предели. Имав задача да работам за спринтерите, тие се секој по својата градба е различен тип на возач. Спринтерите се малку покрупни, со поголема килажа,
Нивната задача е да стигнат на крајот со голема група и да спринтат во последните 300 метри и тогаш се одлучува победата во секунди, ствари. Например, јас како по мојата градба сум повеќе брдаш за на угорници, па на оваа трка имав задача јас да помагам за спринтерите. Мислам дека Значи не е ова само индивидуален спорт, да, ова е уствари има и колективност. Да. Ова е уствари многу тимски спорт, но индивидуалноста е на најмногу на подиумот. Кога е на подиум, тогаш е индивидуален спортот. Иначе во трката е многу тимски спорт. Затоа има тимови со повеќе возачи. Да беше индивидуален спорт, немаше да постојат тимови. Туку секој ќе се надпреваруваше за себе. И како помина ти според времето, според пласманот, Јас- дали она што го очекуваше? Па да, јас ја изработив задачата што ја имав. Задачата беше да ја направиме трката што побрза, за другите да се изморат, така народски кажано. Па нашите спринтери да може да се истакнат на крајот. Нашиот возач од Унгарија на третата етапа зеде победа. Тоа беше преголем успех за тимот, бевме стварно пресреќни, беше и ми се чини прва УЦИ победа како на таква трка за унгарскиот клуб. И потоа и во четвртата етапа изработивме перфектно и возачот од Романија зеде белата мајца за најдобар млад возач на целокупен пласман во трката. Сега многу интересно е што возиш за странски клуб од Унгарија. Како се случи, кога се случи тоа да се договориш со нив? Дали тие те побара, како те видо, каде те сретна? Па со клубот си имам надпреварувано на трките најчесто во Србија, бидејќи учествуваат на некои од трките во Србија. Како соседна држава, сигурно. Да. Јас го имав видено клубот, си имав надпреварувано со него и ми беше желба да настапувам. Кога беше тоа? Тоа беше уште пред 2-3 години, кога првпат се сретнав со тој клуб и ми беше желба да настапувам за клубот. Тие лани во летото 2024 година имаја пријави да ти бара твои податоци, твоето CV, а потоа и бројки како на сила, тоа е посебна наука во спортот. И кога ќе ги добијат сите тие статистики и сето тоа, ќе одлучат дали ќе се надпреваруваш за нив. И склучивме таков договор да јас можам оваа година, иако сум член на велосипедскиот клуб Херој, на тие УЦИ трки да настапувам за нивниот клуб, додека пак кога одиме на трки каде што може да учествува и велосипедскиот клуб Херој, јас се надпреварувам за нашиот клуб, но одам со нив. Значи секогаш предноста е на Херој, Да. клубот. Да. Онаму каде што не може со Херој, тогаш Да. се настапува за Да. колку вкупно трки имаш за унгарскиот клуб? За унгарскиот клуб ова ми беше прва трка. Значи единствено до Да, единствено до сега, но со нив бевме на припреми зимски во оваа зима. Бевме во Каде беа Шпанија. тие подготовки? Подготовките беа во Шпанија и во Хрватска. Бевме во Шпанија 14 дена, каде возевме во секој преоден рок, секоја зима се сите професионалци во тој предел на Шпанија, бидејќи е најпопуларен предел во зима, таму сепак температурите се повисоки. Потоа во Значи баравте потопли краишта. Да. Во февруари месец бевме во Хрватска. И таму има топли краишта. Да, и веќе во март месец почнаа трките. И какви се твоите впечатоци за организацијата во клубот, како е организиран, какви стручни лица има таму? Јас бев стварно Како воодушевен. комуницираше со нив? На англиски? На англиски сето се комуницира. А не научи нешто унгарски јазик? Нормално научив по некои фрази, некои зборови, но Сигурно интересен е. Да, интересен, баш е специфичен јазикот, но сепак сите зборуваме на англиски, бидејќи е интернационален тим. Имаме и учесници од Казахстан. Сепак мораме да комуницираме на англиски, бидејќи англискиот е универзален јазик. И јас бев стварно воодушевен од организацијата на тимот, од
од стафот, така да кажам, како имаме механичар, имаме човек кој не масира после секоја етапа, кога е етапна трка, на припремите, имаме тренер. Значи разни профили на луѓе се ангажирани. Да, сликар, имаме возач кој не носи, имаме повеќе, има многу возила во клубот. Тоа сето ми беше фасцинантно, бидејќи тоа е неверојатно и невидено на овие наши простори. А колку стручни лица се там, тренери? Тренер е еден кој ни пишува тренинзи. Тој не ги пишува тренинзите и не припрема за трките, додека имаме уште еден спортски директор кој не ги прави тактиките на трката и не ги дава задачите за трките. Какви се велосипедите? Има ли разлика нивните велосипеди со овие што ги возите овдека? Да, има многу голема разлика. Во што е разликата? Дали само во цената? И во цената. Дали е огромна таа разлика? Да, компонентите, сите детали, секој грам се мери во велосипедот да биде што полесен. Особено во компонентите кои се вртат како во тркалата, во мењачите, бидејќи тука се добива најмногу брзина ако велосипедот е полесен. Сега најновите велосипеди, менувачите на велосипедите се електрични, имаат батерија, нема повеќе сајли во точакот, во велосипедот. Тоа е во минато време го оставаме. Да. И сега сето е електрично. Кој ги произведува тие, од каде се купуваат? Најчесто ги произведува Shimano од Јапонија. Тие се најпопуларна марка за компонентите, додека има и SRAM кои се амерички, но тие две марки се тркаат на пазарот кои повеќе клубови професионални ќе ги завземат. Верувам дека ова искуство е од непроценливо значење за тебе. Во Унгарија мене ми одма впечатокот ми е дека станува збор за многу високо професионален клуб. Да. Најверојатно може да се мери и со овие што се врвни клубови, како во Шпанија, да речеме Шпанија е земја која посветува многу внимание на велосипедизмот, Франција, Италија. Да. Дали и таму сте биле во овие држави? Не, за сега не сум бил. Само во Шпанија, значи беше. За сега нема настапувано таму. Да. Тие се врвни надпреварување. Да, но сепак да тркава како што беше во Полска или во Австрија која возев, таму беа најдобрите клубови од светот. Сепак белгиските клубови се едни од најдобрите клубови на светот и Белгија е како дом на велосипедизмот во светот. Значи Белгија, има ли во Белгија некоја трка? Да, има многу трки во Белгија. Таму просечните трки се многу подобри. Сигурно има трки, меѓутоа мислев на светска трка каде што се собират, како Тур де Франс или Giro de Italia или во Шпанија, ова како се викаш. Да, во Белгија се најчесто класиците кои се одржуваат на пролет. Класик е трка која се одржува еден ден и е долга, например, да речеме 270 километри, но е еден ден. И најчесто има некои како интересни предели, например се вози по коцка. И тоа ги прави посебни тие трки. Тие трки ги победуваат посебни. Зошто таква подлога коцка? Па сепак да имаат некој како посебен некоја карактер, атракција? Да. Таква трка например е Tour of Flanders, таа е во Фландрија, во областа во Белгија. И тие трки ги победуваат посебен тип на возачи, тие се викаат all-roundери. Уствари, тие возачи се добри на секој секој сектор во трката, одат и на угорница, и на рамно, и на спуст. И тоа е како еден комплетен возач, но сепак на гранд турите кои се 21 ден, како што е Tour de France, Giro de Italia, не можат да постигнат некој целокупен успех. Значи тие се возачи кои се прилагодени за трки кои што траат еден ден. Сега ги спомнува Белгија како врвни светски велосипедисти. Што ви се допаѓа кај тие белгијците? Што имаат тие, а другите немаат? Што е кај нив предност? Па белгиците се едноставно така се спортот е кај нив, мислам дека спорт број 1 во Белгија е велосипедизмот.
Не е фудбалот? Не, Во Белгија? не. Велосипедизмот, Велосипедизмот. да, број 1. Тие, еве можам да кажам, во јуниорска конкуренција што се има надпреварувано со белгиците се многу поагресивни за разлика од другите возачи и тоа што го спомна возењето во групата, позиционирањето, тука има туркање со лакти, со глава, белгиците се најагресивни во такви во позиционирање и во такви ситуации бидејќи се преискусни. Туркање со противнициве? Да. Тоа е дозволено во Да. велосипедизмот? Дозволено е до некоја мера туркање за позиционирање. Се случува Значи, кој дел од телото се користи? Сме лакт, рамо и глава, може и со колено, но тоа се прогледува низ прсти, но не е дозволено. Така е позиционирањето, ствари да дојдеш од крајот на групата до челото на групата. Дали може да се случи при туркањето да падне? Да, јас имав еден пад во Полска сега на трката. Значи, тој што е турнат? Да. Ствари, двајца возачи се туркаа пред мене и кога тие се судрија, јас се судри во нив. Потоа зад мене уште 20 возачи исто така падна. И што се случи потоа се подигнува и продолжува Да. Потоа е дозволено. Ама имаат заостаток. Да, потоа е дозволено караванот од коли што е назад. Секој тим има свое возило. Возилата служат за техничка поддршка и во тие случаи кога ќе паднат или кога ќе имат некој технички проблем, возачите смеат да одат зад автомобилите додека не се вратат до главната група. Тоа е дозволено кога имаш, ајде така да речеме, несреќа, некоја технички проблем или пад. Што во Белгија спорт број 1 велосипедизмот, значи има голема масовност за да се дојде до квалитет треба квантитет. Да. Има голема масовност таму, Да. многу клубови, многу велосипедисти. Многу, да. Во секој град може би има Да. многу клубови. Да. И има многу професионалци кои се белгици, сепак и велосипедистот кој се смета за најдобар на сите времиња е белгиец. Мислам, сега во ново време најдобар е словенец, но по резултати и по сите статистики е најдобар Еди Меркс кој е белгиец. Тој е возач од 70-тите и 80-тите години. Што спомна словенец, ние го сметаме за многу близок, бијќи од поранешна држава заедничка Југославија. Кој е тој словенец? Словенецот што има кај него да се каже? Еве, нека каже Андреј, ако може за словенецот. Значи, таа е погачар, тој всушност сега минатава година ги се спомнува тој на меѓународни спортски вести. Ги достигне многу високи резултати во текот на трките и не беше изненадување што е словенец? Добри се словенците за велосипедизмот. И порано беа многу успешни тие во минатото. Да, значи имате една долга традиција. Во последни век. Значи не е баш изненадување, иако мала држава, од тој аспект гледано. Последниве години сепак ти осваруваат неверојатни резултати, посебно со Тадеј Погачар. Тој се појави во 2019 година кога започна да прави такви неверојатни резултати. Најпрво со достигнување на третото место на генерален пласман на Ла Вуелта, а потоа во 2020 година го освои Тур де Франс, а втор беше... Тоа е една престижна трка во светот. Второ место беше неговиот сонародник Примош Роглич, кој е исто словенец. Така да словенците се на највисоко ниво, после белгиците можеме да кажеме дека се втора нација во светот. Што можеме да земеме од словенците, бидејќи ние Словенија и Македонија отприлика тука се некаде според територија и според број на жители. Што можеме од кај нив да земеме и кај нас да го развиеме велосипедизмот, да го подигнеме онака како што заслужува овој спорт? Сепак треба да се... Далеку сме од тоа? Па да, реално сме далеку. Кај нив има сигурно масовност поголема. Многу голема масовност има. Сега посебно младите за велосипедизмот имаат многу страст. Да.
Во Словенија? Да, има многу надпреварувачи, сега додека бев на трката, имаше премногу надпреварувачи и стварно беше... Значи Словенија, да спомнеме, Камник, Да, таму беше трката. да, и тоа беше купот на Тадеј Погачар. Оваа пролет. Да. Тој има негов тим како развојна екипа и финансира клуб Значи од за млади напредок на велосипедисти. млади велосипедисти. Тадеј Погачар. И тоа беше куп кој го организира уствари Тадеј Погачар. Да спомнеме пролетва, еве и Андреј да го вклучиме пак во разговорот. Значи, овде, според календаров, прво Австрија беше, запишам во календаров на клубот, на веб страницава што е објавена, значи Леондик Австрија, како една трките. Да, тоа се јуниорски трки на Камник Словенија, па Куманово Македонија, мислам дека овде Дубодиел Словачка, па Дубница пак Словачка. Две трки се спомнати и како што рековне Велес тука е и ова во Полска што го спомнав. Да, тие меѓународни друмски трки беа јуниорски трки каде учествував јас, додека тој учествуваше на планинските трки во Македонија и учествуваше на Белград Бања Лука за склоп на И па да репрезентација. кажеме овие меѓународни Белград и Бања Лука. Како помина таму, Андреј? Тука бевме во склоп на Велосипедската федерација на Македонија и Како бевме избрани- репрезентативец? Да, како репрезентативец. Значи вие двајцата сте во репрезентацијата. Репрезентативци, да. Таа всушност трка имаше 4 етапи кои што беа од размер од 100 км до 140 км во должина. Јас учествував само во првата и во втората етапа. Потоа на третата и четвртата бев дисквалификуван бидејќи во втората етапа имаше пад и јас не може да ја продолжам трката После пада. после падот. Како беше, како се случи тој пат? Пак нешто имаше од овие туркања? Во вториот ден имаше временската прогноза, всушност имаше врнежи и Кога беше тоа? Па пред На крајот напред. на крајот на април, всушност пред месец. Значи не беше одамна тоа. Да, Значи дисквалификација за во Белград зборуваме. да, во Белград. А во Бања Лука? Па всушност се возеше од Белград до Бања Лука. Тоа е уствари една трка. Тоа е една трка. 4 дена од Белград до Бања Лука. Значи тие Србија и Република Српска се Да. соработуваат во врска со оваа трка. Да. Добро, значи и пролетва имате доста трки до сега, уште не е ни половина помината годинава. Да. Дали сте задоволни од ова што го постигнавте до сега? Да, јас сум лично многу задоволен, бидејќи прв пат учествувам на олку големи трки и на олку меѓународни надпревари, бидејќи во нашата држава е слаб бројот на трки и во календарот немаме многу трки во Македонија? Да, првата трка е Трофеј Прилеп, која ќе биде на 18 мај следната недела. Ќе се одржува во Па многу блиско е. Значи сега е. Да, Ајде сега да кажеме да, нешто и за оваа трка Трофеј на Прилеп. Да. Кој организира, како ќе биде организирана, која е патеката, каде ќе се вози, Па дали може публика да присуствува? Конечно да види еден Да, може велосипедски настан. секој кој што е љубител на спортот и спортските активности може да учествува во публиката. Организатор е нашиот клуб Херои, кој што оваа трка ќе се одржи во центарот на Прилеп, всушност низ улиците на низ Прилеп? улиците на Прилеп. Значи, И ќе Ќе биде кружна некоја? Да, кружна трка, всушност во критериум. Градски И критериум. градски критериум. Колку вкупно километри? Еден круг е 2,4 километри и во зависност од категоријата ќе се одделуваат кругови. Различен број на кругови. Значи најмногу сеньорите веројатно Да, возат. Има 7 категории во Колку ќе возат сеньорите? сеньорите околу- ќе возат 20 кругови. Значи околу 50 на Да, сепак е градски критериум, тие трки се пократки, но се многу брзи и Значи публиката ќе има што да види. Да.
И интересно за гледање. Да. 18 мај. Од каде ќе има учесници на оваа трка? Учесниците ќе бидат од цела Македонија, но се уште трката Не е меѓународна трка? Не е меѓународна трка, бидејќи трката е прва година од како се одржува. Се надеваме дека наредната година трката ќе прерасне во нешто поголемо и ќе стане од меѓународен карактер и трката планираме да трае 2 дена, од кој еден ден ќе биде оваа трка, која сега ќе биде истата патека, додека другиот ден ќе имаме некоја патека која ќе биде подолга и ќе биде вистинска друмска трка. Добро, значи трофеј на Прилеп ќе се вика Да. тркава. Кој ќе учествува од вашиот клуб на оваа трка? Од нашиот клуб Колку што слушнав имате 6 мина ми се чини Да, сите велосипедисти. Сите возачи ќе учествуваме, но во различна категорија. Имаме тројца возачи кои се во категоријата Мастерс, па таму ќе бидеме најбројни и се надевам дека ќе можеме да спроведиме некоја тактика. Додека во другите категории сме по еден, јас во јуниори, тој во сениори и уште еден воzač кој го имаме во кадети, но се надевам дека ќе оствариме добри резултати. Каде е тука клубот Херој во споредба со другите македонски клубови, односно со велосипедистите кои ќе се споредуваат? Па не можеме Во Македонија. Не можеме да се споредуваме се уште бидејќи како што кажав ова ќе биде прва трка во Македонија ова сезона За сите категории. за сите категории, да. До сега велосипедскиот клуб Херо имаше добри резултати во Македонија, тој беше во Куманово. Да, во Куманово планинските трки. Како помина таму? Бев четврто место на едната трка, всушност таму се држуваше 2 трки, сабота и недела. На едната трка бев четврто место, а на другата петто место. Исто така. Таа беше домашна трка, само домашниот преводач? Да, во Македонија, во склопа на Македонија. Исто така имавме успехи во Мастерс, каде Дејан Дамески беше Да, Дејан Дамески го имаше на подиумот. на подиума и Стефан Маđarски Исто така. имаше Беше второ половар. место. Значи исто презиме има уште еден. Да, всушност брат ми е. Неговиот брат. Двајца брајча сте Да. таму. Добро. Кој е највозрасен таму велосипедист од клубов? Па Златко мислам. Владко Лозановски мислам Да, дека е. Владко. Колку Највозрасен. години има тој? 30 и До колку Не години знам. може еден велосипедист да издржи во возраст? Па се дури има Да, 30 години сигурно. Да, зависи на кој ниво. Ако зборуваме за професионалците, издржуваат некои издржуваат и до 40 години, но Ако има континуитет. да, но во Македонија и на овие пониски надпреварувања имаме категорија Мастерс, каде се задржуваат и на 50 и 60 години може. Дали има повреди? Еве, гледаме во други спортови што се тука присутни во фудбал, во раком, има многу повреди. Кај вас каква е состојбата? Кај нас има повреди, да, но повредите можат, мислам дека сепак се поретки од спортовите кои имаат директен контакт, како што е фудбалот, но кај нас повредите, ако дојде до повреда, тоа е многу лошо, бидејќи повредите Значи, сепак ретки се, поголеми. ама да, сериозни. Да, многу сериозни. Сега слушнав и за друга работа во клубов. Ангажиран е тренер од странство кај вас. Да. Ајде да ни откриете пред нашите слушатели, гледачи, Да. кој е тој тренер Тренерот и е зошто баш тој? Тренерот е од Сомбор, Србија, Марко Сударич. Марко Тој- Сударич. Да, тој исто така тренер во унгарскиот Lotus Team. Тој не ги пишува тренизите на апликација. Таму се запознавте со него? Да, да. Или претходно? Да, јас се познавав со него претходно, мислам, на трките се имавме, се познававме како, Како учесници? да, како учесници, но се запознавме подобро кога се пријавив за учествување во Lotus Teamот и тој ни пишува тренинзи кои овде на нашите простори реално не можат да се замислат, мислам. Стварно е многу научно и многу детално тренирањето со него, за разлика од тренерите во Се смета Македонија. тој
од еден времен стручњак таму во Србија? Да. Во Србија е најдобриот тренер. Во Србија, а можеби во Унгарија, бидејќи Лотус тим е сепак и во Унгарија најуспешен тим, тој е во топ 15 тимови во светот во јуниори. Значи, ако споредме како во фудбалот, еден Бајер Минхен, можеби од меѓу 15 најдобри. Да. Така Но на јуниорско значи, ниво, како во категорија на јуниори. Сепак, клубовите кои се сениорски, понатаму има тимови кои се многу добри. Што дознавте од овој тренер откако го запознавте па досега и во која област најмногу напреднавте? Што мислите вие? Ние имавме Благодарение на тие совети што ги дава Имавме Сударич. многу мали познавања претходно. Не знаевме дека толку науката е уствари навлезене во велосипедизмот, да. Моравме да се снабдиме со power meter. Тоа е уствари може да биде во вид на педали, во вид на цел погон, но ние сепак имаме педали. Педалите ја мерат уствари силата која ние ја туркаме и тоа се пресметува во вати. Според тие вати, тој ни дава тренинзи и ја мери нашата сила. Исто така имаме и heart rate монитор за срцето. Мерачот на срцето и мерачот на силата заедно комбинирано тој ги гледа во статистика и според тоа ни дава тренинзи. Исто така во припремниот период имаме и други активности како што се трчање, планинарење, теретана, која до сега не сме работеле како велосипедисти. И сега сето тоа заедно и потоа после припремниот период овие тренинзи кои не следува според ватите и според срцето, бројките на очекувањето, имаме преголем напредок. Значи, ова велосипедизмот сега е наука едноставно. Да. Науката многу навлегла. Да. Велосипедизмот сите го сметаат за еден од најтешките спортови. Андреј, како издржувате вие сега? Па всушност е Како млади спортисти. тешко да се Што е најтешко тука? па да се определи силата и исхраната за да се постигне еден добар резултат или на тренинг. Посебна исхрана вие имате? Да, треба да се има посебна исхрана за енергија и за нутриционизам. Имате нутриционизам се вика тоа, така Да. за храната. Да. Посебно Внимавате на секој детал, Да, посебно за што време на јадете, возење. што пиете. да. И на тренинг имаме посебни Колку видови на количество? храна, колку калории или колку јаглехидрати треба да несеме во текот на еден тренинг. Во зависност од должината на Тежината и тренингот должината. и тежината, да. Има ли некои работи што се прецртани, што не смеете да ги консумирате? На тренинзите конзумираме работи кои што имат повеќе јаглехидрати, сепак шеќерите се јаглехидрати, па на тренинзите имаме слобода поголема, но после и пред тренингот треба да пазиме на шејкери, да не внесуваме многу шејкери. Пред тренингот внесуваме повеќе јаглехидрати, додека после тренингот протеини, се разбира. Пред тежок ден, вечерата треба да не биде со повеќе јаглехидрати, бидејќи силата се снабдува и со од оброкот ден претходно. Од каде овие работи ги дознавате? Кој ви ги пишува? Тренерот. Се од тренерот и Да. за храната. Да. Од Николче добивам некои сигнали, дали Николче сакаш да се вклучиш во разговорот или велиш дека тука треба да привршуваме со разговорот. Не, јас само сакам да прашам едно прашање, од каде таква сила, енергија и ентузијазам и кај двајцата? Да. Бидејќи тежок спорт, а вие сепак издржувате. Тука има Наверно само лесноти е некоја. најмногу треба да се внимава на спијањето и на сонот, всушност да се одмори телото после добар тренинг. Имате мирен сон? Да, и треба да долг се има сон? многу добар сон Колико и 8 всушност часа? 8 до 9 часа треба да има сон за да се одмори телото. После тежок тренинг и 9 до 10 часа понекогаш, да. Но без 8 часа сон тешко дека можеме да издржиме така толку интензивни и долги тренинзи. Дали овој тренер
од Србија што е. Дали тој дошол до сега во Прилеп? Дали има дојдено? Не. Дали нешто има информации каква е состојбата тука со велосипедизмот во Македонија во Прилеп? Да, има Сигурно сте информација. разговарале? Да, сме разговарале и знае каква е ситуацијата во Македонија, но сепак не ретки се луѓето кои што можат да достигнат тоа ниво на знаење за да бидат тренери како него, толку стручни во секој аспект. Тоест се посветил сигурно Да. долго време, Да. се едуцирал. Да, тој претходно бил професор по математика, па сепак математиката е потоа со обуката за тренер во велосипедизмот се вклопиле и Добро, мене ми е уште интересно тоа што вие сте ученици, редовни ученици. Како стигнувате и во учењето и во спортов? Спортов ви одзема сигурно многу време, ви троши многу енергија, а вие сепак стигнувате и колку предмети имате таму во училиштето. Каде учите вие? Јас учам во гимназијата Мирче Ацев во Прилеп и ова година сум матуран, така да имам повеќе за учење отколку минатите години и сега сум пренасочен повеќе во учењето и во науката за да можам потоа да се запишам во некој подобар факултет. И тука иди проблем каде што не можам доволно да истренирам и да поминам време на точакот. И сега Сега приоритет конечно е учењето. Да, сега приоритет ми е учењето, ама не го запоставувам велосипедот и се разбира нема да го оставам и ова година поради учењето. 14 предмети си. Да. Кога, например, посветуваш внимание на учењето? Па прво на сабајле одам на тренинг да истренирам, па потоа навечер пробувам да учам и така го распределувам времето во текот на денот, а преку денот втора смена на училиште и всушност цел ден ми потполнет со активности. Значи, или учиш, или со Да. велосипедот. Значи, практично, она што викаме ние слободно време, нема воопшто. нема. Да. Каде што можеш да речиш, еве сега ништо нема да правам, нема слободно време воопшто. такво не постои. Нема. Ти, Константин, што ќе кажеш? Јас учам во спортската гимназија во индустријско. Таму се запишав заради спортот најмногу, за да бидам малку послободен, но сепак не е како што мислев, сепак не е толку насочено. Разговарав и со моите совозачи во клубот од другите држави кои учат исто училиште како мене во другите држави и кај нив е многу послободно и професорите имаат многу поголема толеранција бидејќи тие се веќе професионалци, но сепак бидејќи кај нас велосипедизмот не е популарен спорт воопшто, немаат доволна толеранција за тоа ја што го правам. Кај нас за фудбалот, ако Да. кажеш дека си фудбалер, Да. може би повеќе ќе имаат разбирање. Да, и скоро и да немам слободно време, со учењето и со тренингот, тренизите се многу долги, кога сме втора смена, од наутро станувам рано, го поминувам цело утро на тренинг, на брзина се спремам за минувам на училиште. Во 8 часот заминувам на тренинг, но јас треба да јадам најмалку сат и пол претходно, што значи дека треба да јадам, да станам треба во 6 часот наутро. Потоа сум на училиште и кога ќе се вратам навечер морам да најдам време за учењето, но енергијата сепак книги се овие, Да. кога ќе ги прочитате, па и треба и да ги запамтите, не само да ги прочитате. Да. Но колку што имам енергија, толку постигнувам. За сега било се одлично, но сега ми ова полугодие ми е прв пат да отсуствувам толку од училиште и да имам толку голем напор и толку малку слободно време за учење, па пробувам да се снајдам. И уште нешто не ме прашав во врска со велосипедизмов. Во Прилеп има фудбал, има ракомет, има кошарка, имаше и одбојка сега, не знам до кај се. Има толку многу екипни спортови што се популарни и овде и во светот, а вие одбравте велосипедизам. Како се случи тоа?
Па јас го одбрав овој спорт бидејќи ги имам пробано и другите спортови. Имам и Овој фудбал. што се со топка, Да. Фудбал, ракомет, кошарка ги имам сите пробано, ама не се пронајав во нив. Всушност кога почнав да возам, кога се качи наточак на велосипед, се пронајав себе си во природата и во возењето на велосипед и заклучив дека Тука тој ти ми местото. бил тој ми бил спорт кој што можам да го спортувам. Дали е слична Да, одлуката и твоја да, и јас Константи? ги имам пробано другите спортови претходно, но сепак имав љубов кон велосипедот уште од порано. Научив да возам велосипед уште на 2 години, така да уште од мала возраст почнав да се занимавам сепак со друштво, така групно се возевме и сакав да се запишам, па го пробав спортот и стварно се заљубив во спортот и ја имам Да, таа имаше љубов. некој од фамилија што бил велосипедист? Немаш ништо? Не. Значи сам си го одбра Да, патот. сам. И Има сега целосна поддршка? Да, И, имам. односно двајцата Да. поддршка од семејството? имам преголема поддршка од семејството и сакам стварно да им се заблагодарам, бидејќи без нив немаше да бидам стигнат до овде докаде што сум. Ајде да завршиме вака, која е вашата цел во велосипедизмот, до каде можете да стигнете и каде сакате да стигнете, на кој ниво? Мојата цел лично е да станам професионалец и да заработувам од велосипедизмот, да живеам од велосипедизмот. И мислам дека сум на добар пат, бидејќи Веќе си вака во Унгарија? да, сакам да бидам професионалец кој ќе да учествувам на големите светски гранд тури. И сепак тоа е мојата љубов и тоа ми е сон. Добро, секој напредок ќе го следиме и сакаме овде пред нашите гледачи, нашава публика да го представим. Дали е истото Па, ако желба целта и за мене е Андреј? исто така, значи Вие всушност сте многу без- млади, имате Да. уште многу во кариера за да го постигнете овие соништа да ги постигнете. И јас имам истата цел да дојдам до поголемите етапни тури кои што се Тур де Франс, Джиро де Италија и за тоа возам. Добро, ви благодарам за гостувањето и да ве гледаме значи на 18 мај на трофеј на Прилеп. Во недела во 12 часот во центарот на Прилеп. Ви благодарам и до следната прилика повторно да се видиме овде и да разговараме. А се надевам дека и татко ти Рубин Костовски, дека ќе најде време и тој да не посети и со него да разговараме, бидејќи тој е исто така еден од управата на клубот, оние што го водат клубот. Да. Така, сега одиме со малку музика, а потоа и уште еден гостин имаме од областа на пинг-понгот, да видиме што се случува таму. Спортски журнал на Радио Пела. Спортски журнал